Тетово, јануари 1980. Со денови овде температурата е под нулата, а нашата задоцната репортерска посета на тема така блиска за големиот број жители од овој град, 60-те години на фудбалскиот клуб Љуботен и покрај снежниот амбиент и во моментот неизбежните разговори за зимските спортови, ги враќа сеќавањата на соговорниците на еден почеток, на една историја, на една љубов што фудбалската топка овде со децении се пренесувала од татко на син. И така од 1919 до денес, и без друго со децении понатаму. А љубовта кон фудбалот во Тетово се роди уште 1916 година, кога Никифор Фочевски ја донел првата фудбалска топка од Истанбул, каде што бил на печалба. И еде започна по тетовските сокаци да отскокнува тој чудесен, непознат тркалезен предмет. 3 години подоцна, во 1919 година, учениците од Тетовската гимназија Јован Марковски, Стевица Бошњаковски, Никола Павловски Бутика, Симо Момировски, Момчило Чирич, Заре Заковски, Сашо Поповски, Миле Захариевски и други, другаруваат со фудбалската топка, а тајните на играта им ги разоткрива професорот по физкултура Франтишек Ваник, кој по Првата светска војна се преселил од Словенија во Тетово. Се сеќава Јован Марковски, растеше нашата љубов кон фудбалската игра, размислувавме на кој начин и како да се организираме, па конечно и какво име да му дадеме на друштвото што ќе го формираме. А тогаш пред 60 години во Тетово постоеше уверување дека највисок врв на шар планина е Љуботен. Од Полок или од Косово, од секаде се гледаше само Љуботен. Така накусо бележиме за почетоците, за првите денови на фудбалот во Тетово, за првите страници од богатата историја на фудбалскиот клуб Љуботен. Во есента 1979 година Љуботен го прослави својот значаен јубилеј, 60 години од формирањето. Еден од најстарите фудбалски колективи во Македонија, со големото ангажирање на своите поранешни и сегашни членови и пријатели, денес ја има забележено својата богата историја на 130 страници во добро подготвената монографија. Мислам дека најтешко ми беше да го обработам периодот од основањето на клубот па се до 1941 година, иако 30-тите години многу ми помогна она што малку беше објавено во локалниот весник Глас Полога. Потоа, после ослободувањето, веќе дневникот Нова Македонија ми беше прирака, во него немаше се, но имаше многу работи кои одеа во прилог на тоа дека ја пишувана историјата на овој фудбалски колектив. Првите мои впечатоци се дека книгата успеа да регистрира еден прилично долг период, да набележи резултати колку од нив можеше, да на љубителите на клубот да им каже кој е фудбалскиот клуб Љуботен, зошто е определено неговото име, какви се осцилациите во текот на овие 6 децении, за да завршам со еден преглед за тоа како Љуботен успеа во прославувајќи го јубилеот 6 децении да влезе по 6-ти пат во македонската фудбалска лига. Ке прелистеме некоја страница, ке ги илустрираме следните минути со фотографиите од монографијата или пак од изложбата организирана по повод јубилеот. Да подсетиме. Првото основачко собрание на фудбалскиот клуб Љуботен е одржано на 28 јули 1922 година, 5 дена по отварањето на првата библиотека во Тетово. За председател е избран Јован Марковски, кој читал реферат за значењето на спортот, посебно на фудбалот. А во управниот одбор биле избрани Симо Момировски, Никола Павловски Бутика, Стеван Јовановски, Момчило Чирич, Александар Цане Поповски и Крсто Димитриевиќ. Првиот официјален натпревар Љуботен го одиграл во Тетово веднаш по одржувањето на собранието. Играше нерешено 1:1 со екипата на Спорт од Скопје. Гледате заедничка снимка на фудбалерите од двете екипи. Славе Ристовски, еден од првите фудбалери на екипата, подсетува и на своите соиграчи во сини дресови, Момчило Матеевиќ.
Mirko Bogojevski, Kosto Tasevski, Damaskin Grujevski, Stole Dimitrovski, Cone Avramovski, Duško Grujić, Aleksandar Skurikov, Konstantin Samarski, Sergije Sipov, како и двајцата гостиварци Стојановски и Митевски. Првото гостување љуботенци го имале 1922 година во Куманово, играле 1:1, а истата година во Тетово Љуботен ги победил скопските екипи, граѓански со 4:1 и Напредок со 3:2. А првиот пораз е во реванш на преворот со Напредок, одигран во Тетово, скопјаните победија со 2:1. Нови надпревари, многу нови имиња, голем број симпатизери. Сината боја на Љуботен го освојува Тетово. По неколку илјади влюбеници се собираат крај импровизираното фудбалско игралиште крај кланицата. Тетово живеело и живее со Љуботен. Опремата беше поскромна, така да штуцнете кои играмо со своите чорапи, кои ги плетевме самите, исто дресовите самите сме ги прали и сме ги сушеле. Повремена, после настана поубаво. А да кажеш за тоа, за Призен, кој сте ишле пешки, како било се? Од кај сте пошле, до кај сте ишле? Прво појдомо за Призен 34 година, од туку Тетово у петок попладне. Така стигнавме у Вешеле околу 8 сатот. Тука преспавме. Имаше жандармериска станица. У Вешале или па? У Вешале, у Вешале. Од Вешале са бајлето со коњи, опремата, а ние стигнавме у Призен околу пладнето 12-12,5 саат, така. Утредента одигравме една утакмица и нота опет се вративме преку истиот пат за Тетово. Така стигнавме у понеделник на ручек у Тетово. Фудбалскиот клуб Љуботен од Тетово, веројатно како и сите други спортски друштва од Југославија пред ратот, во своите редови собираше и напредни омладинци, како од редовите на работничката младина, така и од гимназијата во Тетово. Меѓу редовите на фудбалските работници, а исто така и на фудбалери, од Тетовската гимназија се најдова во тоа време познатите револуционари од гимназијата, Илјо Антевски Смок, Димо Гаровски Кара, Андреја Христовски Шварц и многи други. Овие другари во тоа време искористија секоја прилика да своите напредни идеи ги пропагираат и меѓу младинците во гимназијата, учениците. Користеа секоја прилика да се најдат на поедини собири што ќе се организираа во гимназијата и да ги пропагираа своите напредни идеи. Сите од нив, 1941 година, мораја да ги остават копачките и да се, као предани борци за покретот, одадат исцело на борбата против германскиот, а овдека конкретно италијанскиот окупатор. Јас како ученик и покасно како учесник во НОП имав прилика да ги лично познавам. Смок беше многу приступачен и влегуваше во диалог со секого, и постари и помлади. Користеше и пред ратот и за време ратот сите организирани собири на младинци да видне присутен и да ги изнесува своите напредни ставови. За време на окупацијата немав многу контакти со него, оти тој многу и не беше во Тетово, но затоа неговата херојска смрт во тиранскиот затвор беше као пример на сите нас како треба еден револуционер да се бори за своите идеи. Не треба да се посебно напоменува да неговата смрт беше голем губиток за покретот во Тетово и Македонија, а за нас, кои го познававме, голема жалост. И Кара го познавав лично. Тој дури ми беше и прв
секретар на СКОј уште во летото 1941 година. И тој немаше време за време окупација да се бави со фудбалот. Беше праќан на многу партиски задачи низ Западна Македонија, која беше под италијанска окупација, преку граница во Скопје, па дури и на Црна Трава. Неговата смрт беше загонетна за сите нас. Андреја Христовски Шварц имав прилика да го познавам уште пред ратот. Тој беше познат и фудбалер и револуционар. За време на окупација со него не сум имал контакти, па дури не можев да бидам присутен и на неговото стреляње во Тетово. Во Љуботен дојдов одма по завршувањето на Сремскиот фронт, веќе како оформен играч, бидејќи имав повеќе од 8 години фудбалски стаж. Фудбал највише научив од тренерот Иле Шпиц. Особено се истакнуваше он со својата учителска вештина како тренер на сите фудбалери, а во 1944 година играв за Македонија. По што се собравме во Тетово, кои се познававме, формиравме еден тим, без тренер, разбира се, на она сиромаштија, кој како се најдуваше копачки, адресови и другата спрема ни беше дадена од тогашниот преседател, кој беше истовремено преседател и на Црвениот крст. Карактеристично е да тога првите утакмици се игра со војните клубови, тука беше 11-та Далматинска бригада, во кој имаше неколку познати играчи од Загреб, како што беше голмано Монсидер. Истата година се формира и Македонска фудбалска лига, а попадна квалификации. Љуботен беше со гостивали со Куманово, бидејќи ние излеговме како прваци во таа група и влеговме директно во Македонска лига. Она што го красеше во тоа време фудбалот, тоа беше другарството меѓу нас играчи, не само меѓу љуботенци, туку и меѓу противниците, така да после утакмицата ние заедно проведуваме известно време. Се сеќам еден момент, првата првенствена утакмица во Македонска лига со Велешани, голман беше некој службеник на железница, не се сеќавам за неговото име. Победивме со 4-1, јас му дадов 3 гола, но после утакмицата истиот тој голман ме викна дома да ме почасти со едно сладко, бидејќи тога немаше друго ништо него само сладко, а после тоа се шетавме долго време на Корзо, Белешкото, и се разделивме како најдобри пријатели. Љубовта кон Љуботен ја носам од најраното мое детинство. Може би, за да го засакам клубот, највлијателни беа зборовите на мојот покојни татко, кој секогаш од најраните мои години ми раскажуваше за историјата од постоењето на фудбалскиот клуб Љуботен. Јас, како младо момче, кога наполнив 14 години, се зачленив во подмладакот на фудбалскиот клуб Љуботен, каде поминав повеќе од 15 години. За Љуботен ме сврзуваат најубавите мои спомени, затоа што тука е поминав и мојата младост. Одиграв многу надпревари и сум пресреќен што сум се воспитувал во еден таков колектив кој што ми дал таква подготовка за да можам покасно во фудбалот да постигнам многу, односно во судискиот позив да дојдам до интернационалната листа. Денеска, кога го враќам филмот кон минатото, се гордеам што најубавите години сум ги поминал во ова друштво, а уште повеќе желбата моја се остварува што мојот 17,5 годишен син Бранко ја настувува традицијата на породицата Мануиловски, бидејќи он денеска активен фудбалер во подмладакот на Љуботен, а се надевам дека ќе успее да еден ден биде и првотимец и да се воспита онака како што фудбалскиот клуб Љуботен ги воспитува младите од нашиот град.
Во фудбалскиот клуб Љуботен, јас као активен фудбалер од 1949 година па се до 1966 година сум играл као активен фудбалер во фудбалскиот клуб Љуботен за 17 полни години. Као капитен на екипата на ФК Љуботен сум бил 12 полни години. Од минатото во Љуботен, ова доста многу добри години сум поминал во тој фудбалски клуб. Најмило ми било кога сме играле со тетовскиот ривал Тетекс и кога во 90-та минута имам постигнато околу 40 метри изједначувајќи гол, што значи 2-2. На градскиот стадион во Тетово бев изнесен на раце. А што се однесува јас кога играв, затоа што татко ми играше од 34 до 52 година, а јас почнав фудбал да играм негде околу од 60 па се до 73 година. Условите за игра беа далеку подобри. Нормално имаше слачуница со редовни се купува дресови, гаќице, штуцне и копачи. А што се однесува до копачите, тие се денеска сигурно далеку полесни, полесно е за трчање и за играње и така. Еден спомен ќе ми остане во трајно сеќавање, а тоа е надпреварот помеѓу Љуботен и Работнички, одигран 66 година, каде што секој бод за Љуботен значеше и опстанок на лигата. Работнички имаше одличен тим, беше на прво место и имаше најдобра тројка во Републиката, Балески, Наков и Томче Филиповски. И во првите 15 минути Работнички водеше со 4-0. Потоа резултатот се менјаваше така да секогаш беше по 2 гола предност за Работнички, се до 86 минута кога го намеливме резултатот на 6-5. На помош ја повикуваме и нашата филмска документација. 15. мај 1966 година во Тетово, Љуботен Работнички 5:6. Ке видиме 10 од вкупно 11 постигнати голови. Филиповски во третата минута ја доведе екипата на Работнички во водство од 1:0. Во 15-та минута Филиповски зголемува на 2:0. Третиот гол за скопјаните го постигна Балевски 1 минута подоцна во 16-та. А сега ќе го видите и најубавиот гол на надпреварот. Работнички преку Балевски во 20-та минута зголемува на 4:0. Првиот гол за Љуботен не е сниман, а Јовановски го постигна вториот гол за Љуботен. Петковски во 51-та минута ги зголеми шансите на Љуботен. Сега е само 4:3 за Работнички. Радоста е прекратка. Само 2 минути подоцна Филиповски зголемува на 5:3. Абази во 58-та минута повторно го крена стадионот на нозе. 5:4 за Работнички. Филиповски на тој надпревар беше непогрешив. 6:4 за Работнички. Петковски во 73-та минута го постигна својот трет гол. Сега е 6:5 за Работнички и шанса има Љуботен да изравни, но да го слушнеме нашиот соговорник. А јас во 89-та минута шутирав пенал и Симиќ беше голман и го одбрани мојот удара. Тој бод беше пресуден да Љуботен отпадне од лигата. Јас сум на Љуботен еден од основачите. Љуботен за мене е една голема радост. Љуботен кој ни една утакмица на Љуботен не сум ја пропустил. Каде год ишao Љуботен и јас сум ишao со него. Ретка чест е да секој граѓанин од град Тетово навија за плавите орли.
Љуботен од постојање па и до сега, па и за иднина, него сум стален навијач. И како таков сметам и да не останем никогаш поназад. Седејќи што настапува Љуботен, ја увек сум ишал со него. Ме делили лоши тренуци, а и многу некои убави. Кога сме губили, сум бил многу нервозен, а кога сме добија, сум бил радосен и скоро со се сум од себе сум дал за да бидам со Љуботен заедно. Фудбалскиот клуб Љуботен од Тетово е една спортска организација која, за разлика од другите, треба да се третира со еден посебен третман, бидејќи низ периодот од кога постои 60 години па наваму, за Тетово играл голема улога и големо значење. Било за развојот на спортот, односно фудбалот во општината, а исто така и за развојот на другите општествени односи, братството, единството и така натаму. Во текот на изминатиот период, а посебно во оваа година кога се славеше јубилејот 60 години од постоењето, се здоби со посебни признанија од општината, од Републиката и Федерацијата. Имено му беше доделено признание златна плакета од Фудбалскиот сојуз на Југославија, златна плакета од Фудбалскиот сојуз на Македонија, а исто така по повод ослободувањето на општината Тетово 19 ноември му се додели златна плакета 19 ноември Тетово. По повод прославата 60 години од постоењето на Љуботен, од страна на Општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз од Тетово, предложен е Љуботен да се одликува и со орден на другарот Тито, што се надеваме дека и тој орден Љуботен ќе го добие. Активот на комунисти заедно со младинската организација и останалите сили, односно членовите на управниот одбор, секогаш работите ги поставуваат на разгледување на заеднички состаноци, на кои состаноци се критикуваат недобрите и негативните работи, а посебно се истакнуваат постигнатите резултати, било тоа на целиот колектив, а посебно и на поединци. За една ваква работа, која е воведена во клубот, сме сметале ние како членови на тој управен одбор да мора да се постигна успеси, а на крајот стварно се тоа и докажа. Една од политиките на управниот одбор кој што работа денес во фудбалскиот клуб Љуботен бил и тоа да постави контакт и добри пријателски и фудбалски односи со останалите клубови во нашата општина, како и со клубовите од Републиката. Ние слободно може да се пофалиме во тој смисол да денес фудбалскиот клуб Љуботен има многу добри односи како со фудбалскиот клуб Тетекс од Тетово, а исто така и со нашите други фудбалски колективи. Во есенскиот дел на првенството во Македонска фудбалска лига постигнавме солиден успех, што не е ни домет на оваа екипа, бидејќи е релативно млада и кога се очекува поголем успех во понатамошниот период. Со нашите подготовки за пролетната сезона ќе отпочнеме овие денови, односно на 19 јануар, каде ќе ги спроведеме во 3 фази. Односно, првата фаза ќе биде во Тетово и другите 2 фази ќе бидат во Дојранско езеро и во Негорски бањи. По 5 години пауза Љуботен годинава повторно се врати во Републичка лига и 9-тото место што го освои, мислиме, сепак еден добар успех, бидејќи наша цел по влегувањето во Републичка лига беше да обстанеме во лигата. Имавме добри партии играно, мислим, изненаđujuće добри за екипата, но имаше и киксови, например, би спомнал со Беласица, каде што бевме катастрофално поразени од Беласица во Струмица. Но све
у свему, мислим, јас сум задоволен од играта на Љуботен, од работата во клубот и се надевам дека нема да имаме никакви проблеми за одржување во Републичка лига. Што се тиче за пролетниот дел, наша цел е и наши можности се да ова место кое што го освоивме, 9-тото место, да го задржиме и евентуално со добри подготовки во зимскиот период, едно или две места погоре се покачиме на табелата. Успесите на нашиот клуб се состојат во тоа што во нашиот клуб владе големо другарство и добра работа. Ние во пролетниот дел очекуваме исто добро да се припремиме и да освоиме едно солидно место од 8 до 10 место. Тоа значи опстанок во лигата. Постигнатите резултати во овој период се заеднички успех на напорната и упорна работа на целата управа, на играчкиот кадар, на потенцијалот со кој Љуботен располага, на стручниот штаб, на сите оние кои што го сакаат Љуботен, на верната тетовска публика. Да се влезе во квалитетна Републичка Македонска лига, во така силна конкуренција како што беше Вардарската регионална фудбалска лига, во која се надпреваруваат долгогодишни македонски лигаши и второлигаши, како што се фудбалскиот клуб Гостивар, фудбалскиот клуб Куманово, ФАС 11 октомври од Скопје, потоа ФЦУ, е успех за секоја почит. Нам ни преостанува да го очуваме статусот на нашата екипа во Македонската Републичка лига за еден подолг период и ни преостанува обврска да нашиот клуб прерасне во навистина еден спортски колектив, каде ќе биде обединета сета спортска активност и каде ќе бидат обединети сите спортски клубови во градот кои што го носат името на Љуботен. И веќе се гледаат контурите на новото спортско друштво, што ќе ги опфати постојните смучарски клуб Љуботен, пинг-понгарскиот клуб Љуботен, одбојкашкиот клуб Љуботен, машки и женски екипи, карате клубот, кугларскиот клуб, аутотуринг клубот и така натаму. Веруваме дека годишното собрание, што треба да го одржиме на 23 јануари ова година, дека ќе представува нова етапа во развојот на спортот во нашиот град, во духот на колективното раководење и колективна одговорност, кое беше и наша ориентација на нашата досегашна работа. Изминаа нашите 30 минути за 60-те години на Љуботен. За еден наш клуб, веруваме, драги гледачи, сега знаете нешто повеќе. Наследниот јубилеј на 70-те години на фудбалскиот клуб уште една радост. 10 години на спортското друштво Љуботен од Тетово. Сината боја го освојува Тетово. Градот, сега рашинет и разубавен под снежната шара, продолжува да живее со својот Љуботен.